Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Евене и ово утро повторно заедно со вашата и нашата емисија. Денеска, како што веќе знаеме, петок, 17. јуни. И ова емисија и ово утро би го отпочнале со една убава порака, со една убава мисла, а тоа е еден текст од Библијата, од Светото писмо, од книгата на пророк Исаија, 41 глава, 13 стих. Зашто јас, Господ, твојот Бог, ја крепам твојата десница и ти велам, не бој се, јас ти помагам. Не знаеме се што ќе биде во овој ден, но знаеме дека Господ ќе биде со нас. Тој ни ветил дека постојано ќе биде до крајот на нашиот век. И затоа и овде пророк Исаија ја пренесува таа Божја мисла, не бој се, јас ти помагам. Зашто јас сум твојот Господ, ја крепам твојата десница. Нека и денеска Господ не крепи сите нас и не води во нашиот живот. Одме сега со една поздравна песна. Nад
После ова песна се враќаме повторно во живо, почитувани гледачи во нашето студио, да ги проследиме почетните сервисни информации. Веќе спомнавме денеска петок, 17 јуни, 168 ден во ова година или уште 197 дена до крајот нова календарска година. Што се однесува до временската прогноза, таа вели дека ќе имаме предпладне сончево со мала домерена облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има развојна нестабилна облачност со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Увезрачењето денеска ќе биде 7. Во Кавадарци воздухот делумно е загаден. Тоа се податоци според мерната станица. Сонцето изгреа во 4 часот и 58 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 8 минути. Значи денеска ќе имаме релативно топол жежок ден до 33 степени во крајниот јужен дел, значи во Гевгелија до 33, во Теквишијата ќе биде до 31 степен, променливо облачно, можно е попладне да има и краткотрајни врнежи. Во Беровскиот регион од 9 до 26, Куманово од 11 до 25, во Скопскиот регион од 13 до 30 степени, во западните делови од 9 до 22 и во Охридскиот регион од 13 до 26, а во Пелагонија од 14 до 29. Значи, насекаде можно е да има локални врнежи и грмежи, како што и веќе прочитавме. Но температурата ќе оди нагоре, веќе утре ќе имаме, значи, слична температура, но во наредните 3 денови очекувајте многу жешко. Значи, некаде таму до 21 јуни ќе имаме до 34 степени. Значи, не очекува топол летен бран што се однесува до температурата. И денеска ќе имаме топло време, моментално во Кавадарци е некаде 19-20 степени. Значи, за викендот, ако планирате, може да отидете на планина или некое излетничко место да посетите. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие се вообичаени и денеска не информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Се уште се во тек значи реновирање на патиштата, на дел од патиштата, посебно Автомотосојузот нагласува дека од завчера, односно од денеска, ќе се изведуваат градижни работи на делницата од Македонија, од Скопје према Косово, значи према граничниот премин Блаце, значи ќе има посебен двонасочен режим на сообраќај со поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Сообраќајот се одвива значи редовно, без застој, но со наизменично пропуштање на возилата. Така да бидете внимателни ако одите за Косово преку овој граничен премин. И понатаму Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење и на возење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, бидејќи петок, за викендот ќе има по-зголемен сообраќај, така да бидете внимателни кога возите кон туристичките места, а исто така и во градските средини бидете внимателни при возењето, при пешачките премини, припуштајте ги пешаците, зашто тие имаат секогаш предност. Што се однесува до рубриката на денешен ден, 17 јуни, еве што се случило во минатото. Денеска е меѓународен ден на акции против сушите и поплавите. Знаеме дека се повеќе и повеќе сушите го загрозуваат човечкиот живот, посебно во Африка, сега и во Европа има држави, има градови кај што навистина нема доволно вода за пиење или за наводнување на посевите. Така да еве денеска е меѓународен ден да се подсетиме да ја штедиме водата која имаме на располагање. На денешен ден, 1397 година, данската кралица Маргарета I ги обедини под данска круна Данска, Шведска и Норвешка. На денешен ден, 1979 година, англискиот морепловец и гусар
Francis Drake го прогласи суверенитетот на Англија врз денешна Калифорнија, нарекувајќи ја Нью Албион. На денешен ден, 1696 година, умрел полскиот војсководец и крал Јан Собиески, кој во текот на владењето од 1674 година до неговата смрт го оневозможи подлабокиот пробив на турците во Европа. Во текот на втората опсада на Виена во 1683 година, војската под негова команда ги порази турците и го ослободи градот од опсадата. Познато е, почитувани гледачи, дека според библиските пророштва, Турција не би можела да одиде повеќе длабоко на запад. Таа дошла до Австрија тука, како да наишла на ѕид. Едноставно не можела да ги покори останатите европски држави. Знаеме дека на овие простори, па и Македонија, беше 500 години под турско робство. Меѓутоа, Библијата е навистина прецизна книга, пророчка книга, која Господ однапред ги открива работите. На денешен ден, 1880 година, во Париз е роден Шарл Гуно, француски композитор, кој заедно со Санс е главен представник на класичниот правец на француската музика во 19. век. 1843 година, на денешен ден, домородците Маори почнаа бунт против британците кои го окупираа Нов Зеланд. Ете, од секојаш имало војни, почитувани гледачи, од секојаш имало поробување, така вели Библијата, но во последно време, како се ближиме кон крајот, кон завршницата на овој свет, ке има се повеќе меѓусебни војувања, односно луѓето ќе војуваат едни против други. 1925 година, на денешен ден, Женевскиот протокол со кој е забранета употребата на боеви отрови го потпишаа 29 земји. На жалост, многу договори се потпишани, но не се почитуваат. Знаеме во Ирак исто така пред неколку години, па и во други земји кај што се водат војни, се употребуваат боеви отрови против луѓето. 1944 година основана е Република Ирска, со што заврши унијата меѓу оваа островска земја и Данска. 1947 година, на денешен ден, прогласена е независноста на Република Бурма, дотогаш британска колонија. 1967 година владата на Народна република Кина објави дека изврши прва експлозија на атомска бомба. Еве нешто од Македонија. 1977 година во Скопје умрел Лазо Наумовски, македонски новинар, уредник во весникот Нова Македонија и писател, автор е на книгата за деца Големата авантура. Роден бил во Гостивар 1923 година. И повторно од Скопје информација, во 1986 година почина Ристо Шишков, македонски театерски, филмски и телевизиски глумец. Освен на театарската сцена, играше и во 20 македонски играни филмови, како што е Републиката во пламен, Црно семе, Жет, Истрел и така натаму. Роден е во селото Мрсна, кај Серес, Егејска Македонија, иако поголемиот дел од својот живот го помина во Струмица. Добро, еве уште некоја информација. 2001 година на парламентарните избори во Бугарија победи партијата на поранешниот бугарски цар Симеон II. И уште една информација, на денешен ден 2015 година, на 90 годишна возраст, во Анкара починал поранешниот турски председател Сулейман Демирел. Еве тоа беа почетните сервисни информации. Почнуваме гледачи, продолжуваме со песна. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend,
Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почно гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Еве сакам на почетокот да споделам пред да поминеме на следнава рубрика неколку информации во врска со нашата емисија. Вчерашната емисија навистина била гледана, доста луѓе ја следеле во било кои денови, во било кои часови од денот, бидејќи знаеме дека наутро многу од вас сте на работно место. Поздрав до сите вас кои работите, а вие кои можеби не следите во другите делови од денот, еве и за вас сречен поздрав во студиото на Радио Гласна надежда. Вчерашната емисија следеле 316 души. Значи, во разни делови на денот, бидејќи некои не следат навечер во Австралија, некои во Америка навечер или наутро. Според она статистика што Facebook ми ја дава, значи 316 ја посетиле нашата страница Радио Гласна надежда кога се имитувала нашата програма. Дали ја гледале целата, неколку минути или секунди, тоа сега воопшто не е важно. Важно е дека ја посетиле нашата страница 316 души. Секако најмногу има од Кавадарци, кога одиме по региони, потоа Централна Србија, Чаир, Велес имаме добра група, Војводина, Калифорнија, Босна Херцеговина, Холандија, Викторија и Република Српска. Сега по земји, Македонија секако доминира најмногу, Србија, поздрав до сите наши гледачи во Србија, во Америка поздрав до гледачите, Германија, Босна Херцеговина, Хрватска, Австралија, Шведска, Монтенегро, значи Црна Гора, Словенија. Знам дека и од Холандија не следат наши гледачи, но како е да е, сите сте поздравени и ви посакувам Божи благослов да ја споделите ова наша програма, наша емисија, бидејќи се снима и се поставува на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Имаме различни содржини за сите вкусови и за сите вас, почитувани гледачи. Одиме сега да ги проследиме капките на мудроста и кратка утринска приказна. Среќата не ги дава пријателите, несреќата ги става на проба. Не се лоши времињата, туку луѓето, односно човекот. Пред да му судиш, види дали си ти совршен. Господ не создал со две раце, со едната да примаме, а со другата да даваме. Кога сакаш некого, кажувај му го тоа секој ден, зашто ќе дојде ден во кој ќе сакаш да му го кажеш тоа, но него ќе го нема повеќе. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, ниту толку сиромашен за да не може да ја подари. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убава цел живот. Кога мачката ја нема, глувците прават што сакаат.
озборуваш ли некого, очекувај дека набрзо ќе слушнеш уште полоше работи за тебе. Луѓето со ситни слабости не се подобни за крупни подвизи. И еве уште една мисла, сите луѓе грешат, но големите си ги признаваат своите грешки. Еве тоа беа капки на мудрост, напишани од луѓе кои очигледно тоа го доживеале или ете го тоа напишале за да може да се поучиме сите неја. Ти постапи најдобро. Така е насловот на ова наша утринска кратка приказна. Ти постапи најдобро. Во љубовта нема страв. Кој се плаши не е совршен во љубовта, вели апостол Јован во неговото прво послание, значи 1 Јованова, 4 глава, 18 стих. Еден богат човек имал желба да лови животни, па сакал да се ја испроба среќата со поларни мечки. Скитајки со својот водич по белите пространства забележале траги. Веднаш потоа пред нив се појавила огромна мечка. Водичот почнал да пука, додека ловецот се смрзнал од страв, па откако ги потрошил крушумите, водичот му ја грабнал пушката и набрегом мечката се струполила на неколку чекори од нив. Ловецот, доаѓајќи на себе, почнал да се извинува за својата постапка. Не се извинувај, не извинувај ми се, го тешил водичот. Ти постапи најдобро што можеше. Како мислиш најдобро? Па јас од страв се смрзнав и не ти бев од никаква полза. Токму поради тоа што се смрзна, обично моите клиенти штом ќе се соочат со животното по кое тргнале да го ловат, од страв веднаш фаќаат магла. Остави го тоа, барем да не бегаат со пушката, рекол водечот, зашто тие кога бегаат ја носат со нив и својата пушка. Зар не постапуваш и ти понекогаш како овој храбар ловец, кога помислуваш на сведочење на радосната вест? Се плашиш да зборуваш за твојот спасител. Најважна работа во сведочењето е да имаш желба за тоа, но треба да одиш и понатаму. Желбата да прерасне во акција. Исус ни порачува дека секогаш ќе биде со нас. И тогаш кога можеби ќе не идеме на некои поднаводници мечки кои ќе не смрзнат од страв, но ако е Бог со нас, никој ништо не ни може. Нека твојата љубов кон загубените души го совлада стравот во тебе и ќе откриеш дека постапуваш најдобро, како и ловецот од приказната, кој иако се вкочанил од страв, не избегал со се пушка, па од тоа немало никаква полза. Спасението може да дојде молком, но ти не мълчи за него. Еве тоа беше оваа кратка утринска приказна за ловецот, кој се толку уплашил кога ја видел мечката се смрзнал, но бил од корис, од полза на неговиот пријател, кој пукал со својата пушка, ги потрошил куршумите и затоа ја зел пушката на својот пријател и успел да се одбрани од мечката. Можеби ние ќе не идеме на мечки, условно кажано, во нашиот живот на проблеми, на искушение, кога го проповедаме Словото, кога зборуваме за Христа, можеби некој ќе не нарече нововерец, некој ќе се насмее, некој ќе рече и ти ли си залуден, некој можеби ќе се подсмее, но да одиме напред. Има многу луѓе кои го сакаат Господа, но можеби се уште не знаат каде да го најдат. Да се дадеме денеска во раците Господови, да бидеме негови мостови, да бидеме негови патокази, да ги луѓето насочиме кон Христа. Одиме сега повторно со песна, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Jesus
Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со утринскиот текст кој денеска го наоѓаме во првото послание на апостол Јован, 4 глава, 10 стих. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Љубовта мора да биде начело на нашето дејствување. Таа е темелно начело на Божето владење на небото и на земјата, а мора да стане темел на христијанскиот карактер. Љубовта се покажува низ жртвата. Планот за откуп бил заснован на жртва толку широка, длабока, висока, немерлива. Христос дал се за нас и сите што го прифаќаат него ќе бидат подготвени да жртвуваат се за својот откупител. Кога Адамовиот грев го потонал човечкиот род во безнадежна беда, Бог можел да се ослободи од паднатите суштества. Тој кон нив можел да постапи онака како што грешниците заслужуваат да се постапува кон нив. Можел да им заповеда на своите ангели врз светот да ги излијат судовите на неговиот гнев. Можел да ја острани таа темна дамка од својата вселена, меѓутоа не го направил тоа. Наместо да ги протера луѓето од својата близина, тој уште повеќе му се доближил на паднатиот човечки род. Го дал својот син да стане коска од нашите коски и месо од нашето месо. Дарот кој Бог му го дал на човекот е вон секаква калкулација. Ништо не било ускратено. Бог не сакал да дозволи некој да може да каже дека можел да направи повеќе или дека можел да покаже поголема мерка на љубов кон човештвото. Давајќи го Христа го дал и целото небо. Они кои што исповедале дека го сакат Христа, не го сватиле односот кој владее помеѓу нив и Бога. И тој сега многу магловито постои во нивното разбирање. Тие имаат нејасно сознание за несватливата Божја благодат, искажана во моментот кога го дал својот единороден син за спасение на светот. За да го привлече човекот кон себе и да му обезбеди вечен живот, Христос ги напуштил своите царски дворови и се симнал на земјата и ја поднел агонијата на гревот и срамот наместо човекот и умрел за да го ослободи. Цената што е платена за откупување на човекот е толку неизмерна, што ниеден кој го исповеда Христовото име не сме да се осмели да биде рамнодушен кон некој од неговите најмили. Тие треба да бидат трпеливи, благи, милостиви кон оние што Христос ги откупил со својата крв. Еве тоа беше коментарот на денешниот утрински стих, почитувани гледачи, што го најдовме во првото послание на апостол Јован, 4 глава, 10 стих. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Навистина, небото дало се за нас. Љубовта, вели овде, се покажала ни жртвата на Исуса Христа. Исус е жртвувал себе си за нас. А што сме ние подготвени да жртвуваме ради Христа? Дали сме подготвени дел од своето време, дел од својот приход, да помогнеме на некој кој може би сиромашен, може би да кажеме убав збор, може би да одвоиме еден час од времето и да отидеме да сведочиме, да мисионираме и да ги луѓето насочиме кон Исуса Христа. Христос го дал својот живот. Човекот потонал, овде вели, човечкиот род потонал во безнадежна беда. Бог можел да се ослободи од паднатите суши. Да каже, баш ми е гајале. Сте барале, еве, сега земете го она што сте го барале. Мислам на Адам и Ева кога посакале нешто што Господ им го забранил, но Бог е покажал својата љубов уште тогаш кога ние сме биле
далеко одвоени од неговата милост. Сатаната сакал целосно да не одвои и да не приграби во неговите преградки. Но благодарение на Христа, денеска ние сме спасени, односно ќе бидеме спасени целосно кога Исус ќе дојде по втор пат и ќе уништи таа стара змија, ќе го уништи гјаволот и ќе воспостави еден нов свет, еден нов живот, живот кој ќе нема крај, ќе има еден нов почеток, но ќе нема крај. Почитувани гледачи, доколку вие сакате да имате ваше свето писмо, Библија, слободно напишете ни, ние ќе ви испратиме бесплатно на ваша домашна адреса. Исто така, ако сакате да изучувате Библијата по дописен пат, онлайн, значи бесплатно е на вашите компјутери, слободно напишете на Google Библијата зборова.mk, тоа е таа веб страница, или сега еве ќе ја видиме рекламата, видете ја и заедно дома со вашето семејство, може со сопругата, со сопругот, со децата, отворете таа веб страница и зачленете се во дописната онлайн библиска школа Библијата зборова. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, денеска ќе поразговарам со Илија Караџов од Гевгелија. Тој оведенови овде во Кавадарци и неговиот престој ќе го искористам да му поставам неколку прашања и да поразговараме за неговите идни планови, всушност зошто тој овие денови бореви овде во Кавадарци. Значи, денеска во нашата студија гостин ќе биде Илија Караџов од Гевгелија. Добро, Илија, кажи ни нешто повеќе за себе. Пред се ви благодарам за поканата да можем да бидам дел од оваа програма и ги поздравам исто така сите гледачи. Па така, јас сум Илија, како што спомнавте, доаѓам од Гевгелија, јужниот дел на Македонија. Роден сум во семејство музичари, каде што јас самиот го наследив занајатот од мојот татко. Љубовта кон музиката се јави на мојата 9 годишна возраст, кога го добив исто така и беше, мислам дека првиот кларнет на 8 или 9 години. Не се сеќам баш поточно, али беше од прилика тој период. И така да почнав да се занимавам професионално од 13 години. Се запишав в средно музичко училиште во Штип, каде што на истото место и завршив. Но потоа, после средното училиште, не бев запишен на факултет. Значи направи некоја пауза малку? Да, беше тоа. Со учењето пауза направи. Да. Свиреше некаде со татко ти или со некои групи во Македонија или во странство? Да, свирев и со татко ми, исто така и со други групи. Не бев дел од оркестар, него одев екстра, како соло, да, самостојно. И свиревме низ различни држави од светот, како Италија, Бугарија, исто така Грција најчесто свиревме и Македонија. После тоа, например, што е карактеристично за мене, би можел да кажам дека имам голема желба да знам. Истражуваш? Да истражувам, да, и така се појави идејата да истражувам за Библијата нешто повеќе. Тоа беше во текот на моето школување во Штип, додека уште бев таму, мислам беше 3-та година, да, кога почна да ми се појавуваат некои си одредени прашања за религијата, за Бог и за Библијата, па почнав да истражувам само тогаш. Па подоцна после 3-4 година одлучив да се запишам и на теолошкиот факултет.
Значи, после средна школа си правил пауза со свирење. Ете како што спомна Грција, Италија, Бугарија, Македонија. И после тој период доаѓаш до идеја и желба да студираш теологија. Бидејќи во Македонија нема теолошки факултет во рамките на Адвентистичката црква, ти се одлучи да отидеш во соседна Србија. Така. Минатата година, и како беше првата година на школување на студии? Да, беше доста изненадувачко, имав доста искуства таму и не очекував некои ствари, но тоа беше се позитивно изненадување за мене и верувам дека Бог таму ми помогна да се изградам подобро како личност пред се. Запознав нови пријатели, нови луѓе, кои што ми се многу мили и драги, исто така и професорите. Задоволен сум од сите. Навистина сум среќен што можам да бидам дел од таа школа. Дали ти нешто свириш, на кој инструмент? Свирам на кларинет. Дали го понеси во Белград? Да. Дали учествуваш таму во некои христијански песни? Секако. Без мојот кларинет не одам никаде. Така. Каде да одам го понесувам со себе си, пред се го прославувам Бога и тоа на некој начин ми остане како дел од мене. Така. Илија, кажи ни, бидејќи ти си млад, се дружиш со млад свет, со млади луѓе, ти си христијанин, еве се приготваш да бидеш иден теолог. Теологија значи наука за Бога, да го проучаваш Светото писмо, да зборуваш за Бога. Дали денеска има некој интерес кај младите кога е во прашање верувањето во Бога? Дали младите се интересираат или не? Зависи. Има луѓе и деца кои се заинтересирани, но има и некои кои не се заинтересирани. Мислам дека има причина за тоа, пошто за секој човек си има посебно време, например. За мене е било времето, може сега отпорно да ги поставам тие прашања, но за некој може да биде тоа и покасно. И верувам дека сепак Бог тоа ќе може да го искористи ако самата личност се преиспита и почне да размислува малку кон тој аспект дека постои Бог, дека има Бог кој што го створил овој свет и дека нашиот живот на земјата не е безнадежен и не е било како така. Па сум сретнал различни типови на деца и луѓе, што е сосем нормално во младите години да човек не размислува за Бог, размислува повеќе за себе, за своите желби, за своите идни планови, се додека поточно, како што знаеме и сите, додека не се деси некој проблем или некоја случка. Дали може би и наследството влијае од родителите? Секако. Бидејќи ние живеевме во Македонија во минатите 50-60 години, атеизмот беше овде, комунистите, така. Може би и тоа придонесува да таа генерација сега, млада генерација, која се е достапно денеска на интернет и Библија и христијански книги, може би нема таа христијанска подлога или пак може би кога падна комунизмот и постарите и помладите се свртја кон религијата како им вид помодарство. Некако веруваат, ама немат некоја основна база, чврста база во на верата во Господа. Да се согласувам. Јас исто верувам дека тоа има од големо значење. И тоа е всушност причината зашто доста од нас, луѓето, сме така. И верувам тоа дека кој што каде се родили, тоа е поради тоа што се родил на тоа место. Например, некои се муслимани бидејќи се родени во семејство на муслимани. Ние сме, да кажеме, христијани дека што сме родени во семејство на христијани. Да. Но јас мислам дека најважно е за секој човек лично за себе да си преиспита кој е Бог. Бидејќи за мене лично тоа ми помогна да го запознам подобро Бог. Тие беа дел од моите прашања дали јас сум сега моментално во адвентистичка црква поради што и мојата мајка била, па ми се појави таа желба да испитам за себе си. И така сега сум кон тој пат на истражување. Така. Значи, најдобро индивидуално. Најдобро да се роди таа идеја и желба да се запознае Бога. Секако основата е многу важна, но тоа е одскочна штица, даска што би рекле, но сепак самиот човек треба да се осведочи и да стекне искуство со Бога. Да. Еве сега ти си на теологија, сигурно повеќе проучуваш Библија, се молиш, па кажи нешто за молитвата во твојот верски живот. Верувам дека молитвата ни е како една посебна алатка дадена од Бога. Тоа е сепак наше подарено време кога сме одлучиле да вклучиме разговор со Бога. Може да биде и во текот на одење и на седење и лежење, исто така, нели? Има многу различни положби на молитва, но сепак во
тој момент на молитва за мене е посебен. Кога што можем да издигнам мојата душа, срцето пред Бога, да ги искажам сите мои чувства, сите мои потреби. И така да имам доста прекрасни искуства со тоа, каде што може би доста од молитвите не били услишени во тоа време кога што сум јас сакал, но него биле точно во времето кога што Бог наменил и Божјата намера била да бидат. Секако, ја знаеме она изрека дека Бог одговара на повеќе начини. Некојаш вели да, некојаш не, некојаш почекај, така да секогаш на крајот на молитвата ние велиме нека биде според волјата Твоја. Значи, убаво да молитвата ја користиме ние сите како христијани, зашто рековме дека тоа е разговор со Бога, ги искажуваме нашите чувства, нашите потреби, но не само да бараме, него и да благодариме. Тоа е многу важно. Ние понекогаш сме малку и себични, бараме од Бога, а малку користиме изрази кај што ние треба да му благодариме за денот, за здравието, за животот, за се оно што постојано го добиваме од Господа. Добри Илија, ти си овие денови во Кавадарци, кој е поводот? Ти си студент, сега имаш, колку што не знам, пракса. Да. Што значи тоа пракса во врска со твоето школување? Да, деновите што сум тука е поради праксата, тоа е дел од училиштето. Студиите. Да, дел од студиите, да, предвидено е за овој месец, целиот месец да го поминам тука и навистина исто така, и навистина сум така исто благодарен и радосен што можев да се запознам со многу други исто верници кои што претходно не сум ги видел. Исто така таа интеракција што ги имаме надвор со луѓето во текот на практичните задачи. Така. Значи, вие претежно учите теорија во текот на овие 9 месеци колку се и на теологија, меѓутоа потребно и пракса. Да се дружите со луѓе, одржувате предавања во црквите, кај што припаѓате, така да, еве, почитувани гледачи, Илија е овде, заедно со еден негов другар, кој се овој месец на пракса во Кавадарци. Добро, Илија, еве, кажи ни при крајот на овој наш разговор некоја порака до нашите гледачи, бидејќи ова емисија гледат и млади и стари по целиот свет, така да еве една кратка порака како еден теолог, но и како некој библиски текст од Библијата. Што им порачуваш на нашите гледачи? Да. Би сакал прво да започнем со ова дека знам дека можеби е тешко во ова време да се верува во Бог. Но јас знам и верувам дека секој човек си поставува некоја си слика за тоа кој е Бог. И исто така мислам дека не е баш секогаш таа вистинска слика за тоа кој е Бог. Библијата не го опишува каков е всушност Бог и неговиот карактер и исто сето тоа можеме да го видиме од природата и јас би сакал да ве охрабрам. Може би има доста толку многу информации кои што сега ги среќаваме на интернет, доста многу толку луѓе кои што ги изнесуваат своите верувања, но видите, на крајот би сакал да ве охрабрам, останете верни. Може би ќе се случуваат уште многу полоши нешта, но надежта во Бога е таа што може да ве одржи во живот и тоа што мене моментално држи. Тоа е причината зошто одлучив да се запишам на теолошкиот факултет, да научам нешто повеќе и да би можел на некој начин да им помогнам на останатите луѓе кои што истражуваат и пред се уште еднаш сакам да нагласам, истражувајте за себе лично. Тоа ќе ви помогне многу подобро да разберете кој е Бог и тоа искуство што ќе го имате со Бог ќе биде нешто посебно за вас. И исто така сакам да го нагласам и ова дека првите научници што почнале да се занимаваат со наука, тие започнале поради тоа што очекувале дека во природата има закони кои се поставени. Например, ќе искористам еден цитат од Галилео Галилеј, кој што рекол: раката Божја ги напиша законите на природата. И така да сите тие први научници од самиот почеток биле и сами верници на Бога кои го славеле Бога и поради тоа одлучиле да истражуваат и природата. Но сега ние гледаме дека нашите научници можеби во ова време се декларираат самите себе како атеисти, што означува луѓе кои не веруваат во Бог. Но сепак таа е само вера и секој човек верува во нешто, дури и самите исти атеисти, они веруваат дека не постои Бог. Па што би било клучно за мене тоа дека сепак останува на нашата вера. Ние имаме доволно докази да веруваме дека Бог постои и дека тој Бог не люби. Сепак тоа се гледа и преку Библијата, но јас лично сум го искусил во мојот живот и
Сакам да ве охрабрам, одите, напрете и посебно сега со овој стих, што ќе го прочитам од Библијата. Се наоѓа во второ послание до Тимотеј, 4 глава, 7 стих. Би сакал и овие зборови, кои ќе дојде нашиот Спасител Исус Христос, да бидат исто и ваши. Извојував добра победа, извојував добра борба. Го завршив трчањето, ја запази верата. Од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија неговото јавување. Амин. Илија, ти благодарам за учеството во нашата утринска програма. Ти посакувам успех во твоите студии, кои ќе завршиш после уште 3 години останува, така? Така да Господ те води во нови победи и во нови искуства. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин Илија Караџов, а сега продолжуваме со нашата програма. Što vodu traži s planinskih izvora, tako ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja. Snago moja i zaštito, se odmara. Samo ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja.
Продолжуваме нашата програма, почне гледачи во живо од студиото на Радио Глас на Надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја Македонија. Зборуваме веќе неколку емисии за бањите во нашата република. Денеска би се подсетиле за Дебарски бањи. Не знам дали сте некојаш биле во Дебар или сте присуствувале, сте биле во овие бањи, но еве ќе ви пренесам неколку информации да ви поттикнам ако имате и здравствени проблеми, но и ако немате проблеми здравствени, да ги посетите Дебарските бањи. Има повеќе бањи, бањиште Ресорт Спа. Сместен на надморска висина од 880 метри, бањиште е идеално место за тие што сакаат да се релаксираат и уживаат во чистиот планински воздух, природната термо-минерална вода со оптимална температура за човековото тело и прекрасна храна со вкупен капацитет од 126 соби. Овој ресорт е реновиран неколку пати од неговата приватизација, а во последно време повторно беа реновирани 72 соби и дел од медицинските простории. Поради почита кон историјата и традицијата, со цел да не се нарушува ова вонвременска убавина и хармонија, која како да го достигнала својот максимум на ова своето место, ресорт Бањиште однадвор ја има својата традиционална архитектура, ново внатрешниот, современиот и луксузен интериер нуди врвни стандарди на сместување и хотелски услуги кои ги задоволуваат сите гости. Косоврасти хотел спа. Бања Косовраст е современ ресорт од 77 модерни соби, сите со поглед кон Дебарското езеро. Прекрасна природа, високи планини, кањонот на реката Радика, Дебарското езеро, шпилје и пешачките патики се најпогодното место за релаксирачки прошетки, како и за оние што бараат авантури и предизвици. Водата, богата со здравје, со векови има докажано дека е единствено решение за лекување на разни болести. Бања Косовраст има професионален лекарски тим кој ги применува старите природни фактори како и најсовремените достигнувања во медицината. Резултатите внимателно се следаат и се спроведуваат со планинарните активности. Особено внимание се обврнува за мотивирање на клиентите за активно учество во реализација на сите планирани активности за ефективен третман за време на престојот. Аквапарк Косоврасти. Во Аквапарк секој ден е лето, бидејќи можете да уживате во термалните базени во лето и зима. Во овој воден парк гарантира неограничена забава и релаксација како за возрастни и со така и за деца. Тој е достапен за дневните посетители или за гостите кои престојуваат во хотелот Косовраст. Гостите со така може да се служат со пијалоци, храна во барот, уживајќи во прекрасниот пејсаж на Дебарското езеро и реката Радика или да се релаксираат во другите услуги што ги нуди Аква паркот. Нуди масажа, шведска сауна, друга сауна, парна бања, џакузи и така натаму. Може да ја посетите ова бања и на веб-сајтот што тие го има, тука се и цените, например 1650 денари за лице, за едно лице со полн пансион, вклучен лекарски преглед и сите третмани освен масажа. Добро, еве да кажеме кои заболувања се лечат во таа бања или во тие бањи. Хронични запливи, ревматични заболувања, хронични ревматични полиартритис, англилозантен спондилитис, ревматичен артритис, други серонегативни артрити, спонделоза, заболување на меки ткива, како што се периартрити, теандинити, миозити, мускулни афрофини, карпал тунел и така натаму. Исто така има лечење и што се однесува да нервниот систем.
znači pomaga. Сега ovdje se nabrojeni sitite latinski imenja, što vodata je lekovita vo Debarskite banji. Zato, počtovni gledači, ako imate problem zdravstven, preko vašite matični lekari, preko socijalno, to može da konkurirate i da otidete, da li vo leten period, na jesen ili vo zima, svekako vi sami treba da odlučite i spored vašite finansijski sredstva. Znači, Makedonija izobilova su mnogo lekoviti banji, evidenijska zboruvahme za Debarskite banje. Znači, ortopedske zaboluvanje i sostobi posle trauma. Isto tako može da imate korist. Kožni zaboluvanje, enzimi, psorijaza, kožni infekciji, dermatiti, herpes simplex, herpes zoster, akni i taka natom. Znači, cela plejada na raboti što može da ni koristat. Ako imаме некоја vrsta zaboluvanja, vodata je dosta lekovita vo Debarskite banje. Еве толку, денеска се запознавме со банjите во Дебар. Да кажеме неколку зборови и за здравата храна. Пазарите се полни со зеленчуци, како што е, на пример, боранијата. Еве, ќе кажеме неколку реченици. Боранија, зеленчук со малку калории и со многу железо. Боранијата представува еден од ретките зеленчуци кои содржи малку калории и тоа само 23 калории во 100 грама. Благодарение на големото количество на железо кое го содржи боранијата се препорачува редовно да биде дел од исхраната на лица кои имаат анемија. Половина чинија варена боранија содржи милиграм железо и само 20 калории, во споредба со гравот содржи 215 калории, но доколку во предвид ја земаме малата количина на масти и натриум, а голема количина на калиум и растителни влакна, боранијата се смета за многу здрава и лековита храна. Боранијата би требало да што почесто да биде дел од исхраната на здравите луѓе, но исто така и на оние кои имаат проблем со покачен крвен притисок, шекер во крвта и холестерол. Аргининот кој го содржи боранијата го намалува нивото на шекер во крвта и урината. Со варење аргининот не се уништува, па боранијата се препорачува што почесто во минито на диабетичарите и тоа во форма на чорби. Растителните влакна кои ги содржи боранијата го подобруваат варењето на храната и го намалуваат холестеролот во крвта. Поради големото количество на калиум, боранијата е добар диуретик кој помага во излечувањето на течности, значи да се излечат течностите и штетните материи во организмот. Боранијата може се користи на разни начини, значи се додава во салати, како што се салати со сардина, туна, салата со пилешко и така натаму. Сецкана боранија се става во чорби, како и во единствени јадење. Не се препорачува боранијата да се јади жива, значи неварена, може да биде и отровна, така да немојте да ја користите свежа неварена боранија, значи може да има и отрови, што значи дека боранијата секогаш пред да се употреба треба да се свари, а неварена, односно свежа, термички необработена боранијата не треба ни да се пробува. Еве еден совет. Во случај на зголемена уреа во мокрачата се пијат чаеви од боранија. Во 1 литар вода се стават 60 грама зелена боранија, се вари 10 минути, откако ќе се свари, се става да отстои 12 часа, а потоа се пијат по 3 шоли чај дневно и тоа 20 дена без прекин. Значи, ако во случај на зголемена уреа во мокрача се пие чај од боранија. Еве, почитувани гледачи, тоа беа советите од полето на здравието. Денеска зборувавме за боранијата. Има веќе на нашите зелени пазари, може да излезете, да си купите и да ја конзумирате, посебно во овој период, летен период, кога е жешко, но боранијата е хранлива и здрава за употреба. Одиме сега повторно со уште една песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика. Ти си мој
тука си, во тежок миг ме утеши, ти си мој Господ Бог. Исус, ја гледам свето достойно. Исус, ја гледам свето достойно. Ти си ми сила, мојот спас, богатство што го барам јас. Ти си мој Господ Бог. Скакоцен камен безценет, се што ми треба е во тебе. Ти си мој Господ Бог. Исус, ја гледам свето достойно. Исус, ја гледам свето достойно. Свето достойно. Свето достойно. О, ти си ми сила, мојот спас, богатство што го барам јас. Ти си мој Господ Бог. Следува последната рубрика во нашата денешна емисија, а тоа е за археологијата. Што Библијата сведочи самата за себе и од каде, зошто постои Библија и кој на вистина нејзин автор. Веќе во многу наши емисии досега зборувавме за археолошките докази дека Библијата е денешна, што ја поседуваме, е веродостојна. Но еви денеска ќе си поставиме прашање што Библијата сведочи самата за себе си. Од каде е? Зошто е и кој на вистина може да ја разбере низината содржина? Прво, наједноставно е да се каже дека таа е порака. Тоа е откровение, Божје откровение кое го разбираме што е вистина и што е лага. Библијата јасно тоа не го кажува што е вистина, а што е лага, што е полезно и што е благословено за човекот како негови созданија. Второ, целата содржина на Библијата, тие свети книги на Стариот и на Новиот Завет се најавтентично објаснување за смислата на постојањето кој ни доаѓа од највисокото ниво на постојање од самиот Творец, од самиот Бог. Значи, Библијата ни кажува зошто ние постоиме на оваа земја. Библијата е поделена, како што веќе многу пати тоа го нагласуваме, на два дела, Стари и Нови Завет. Исто така, таа е сведоштво за историски настани што се случиле во минатото, историја на човештвото. Таа е советник за работи кои се потребни на човекот, од полето на духовноста, од полето на здравјето, на историјата. Значи, Библијата е една сеопфатна книга. Понатаму, може да кажеме дека Библијата е книга чиј автор е самиот Бог. Секако луѓе пишувале, некаде околу 40 написатели, но Библијата вели дека тие биле вдахновени, водени од таа небесна сила, од Светиот Дух, бидејќи како Мојси би знаел како изгледала Едемската градина, како изгледале Адам и Ева, како биле создадени, кога тој тогаш не живеел. Меѓутоа Бог сето тоа му го открил. Понатамо, треба да кажеме дека Библијата или Светото писмо не е една книга, таа е повеќе книги, составен од повеќе книги, тоа се 66 книги, еден зборник од повеќе книги, значи пишувана во еден долг временски период. Понатамо, може да кажеме дека во историјата имало
покушај да се уништи Библијата. На ѓаволот му сметала книгата Библија и зато преко разни фактори, преко разни луѓе тој сакал да ја повлече, да ја уништи и да немаат луѓето контакт со неја. Меѓутоа сепак Бог дозволил таа книга да биде преведена на многу јазици, посебно во тој темен среден век, кога христијанството скоро било забрането, таа лична слободна волја што луѓето можеле да ја искажат преку верување во живиот Бог, меѓутоа биле прогонувани, дури и убивани. Библијата е пророчка книга. Сега немаме време да ви прочитам колку пророштви има во Стариот Завет, посебно во книгата на Михеј, на Малахија, на Исаија и кои се исполниле во Новиот Завет. Како е да е, ја ви ја препорачувам, почитувани гледачи, да ја читате Библијата, да ја истражувате, да истражувате вистината за Бога, а таа се крие токму на страниците на Свето писмо. Бог е инспиратор, уште еднаш ќе кажам, на сите писатели кои пишувале и тие то го запишале во Стариот и во Новиот Завет. Така, еве денешната Библија, може да кажеме, е верна на оригиналот, зашто Господ не дозволил да има искривување, да има уништување на денешната Библија што ние поседуваме. Еве, полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на ова наша денешна емисија. Би сакал на сите оние кои имаат роден ден денес да им посакаме добро здравје, благослов и успех во животот, а на сите останати убав ден, Господ да биде со нас во деновите кои се пред нас. Денеска е последен работен ден во рамките на оваа емисија. Пред нас е викенд, ви посакувам убави денови, па ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник, во исто време и на исто место. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.